Драги ваги, месец февруари ви носи можности да внесете баланс, хармонија и нова енергија во вашиот живот. Како знак, што секогаш се стреми кон правичност и убавина, овој период ќе ви овозможи да ја зацврстите вашата внатрешна стабилност и да изградите подлабоки врски со луѓето околу вас. Како знак кој секогаш тежне кон мир и рамнотежа, овој месец ќе имате потреба да ги усогласите вашите внатрешни желби со надворешните околности. Планетарните влијанија ќе ве поттикнат да се фокусирате на вашите односи, како и на собственото лично исполнување. Февруари е месец идеален за решавање на стари недоразбирања и преземање нови иницијативи. Ке се најдете во ситуации што ќе бараат дипломатски пристап, нешто што вам ви доаѓа природно. Во наредните недели звездите ве поддржуваат во сите аспекти, од љубовта до кариерата. Вашата природна харизма ќе биде на врвот, пак имате шанса да блеснете во секоја ситуација. Без разлика дали сте во потрага по нова љубов, инспирација или пат за професионален раст, февруари ќе биде месец што ќе ви донесе значајни промени и позитивна енергија. Прифатете ги предизвиците како можности за раст и не заборавајте дека секој чекор што го правите ве носи кон вашата најдобра верзија. И време е да го искористите вашиот природен шарм и да создадете свет полн со убавина и хармонија. Февруари за вагите ќе биде како огледало. Ќе одразува се што се случува во вашето срце. Февруари ќе биде месец на промени и нови почетоци во љубовниот живот на вагите. Ќе почувствувате зголемена потреба за стабилност, но и за автентичност во вашите односи. Љубовта ќе добие поинаква димензија, бидејќи ќе се фокусирате не само на романтиката, туку и на длабоката емотивна поврзаност. Овој месец бара од вас да бидете искрени, трпеливи и отворени за промени. Ако сте во врска, февруари ќе ви донесе моменти кога ќе мора да се фокусирате на она што е најважно, меѓусебната почит и доверба. Во првите недели од месецот може да се појават ситни недоразбирања, особено околу теми поврзани со времето што го посветувате еден на друг или со обврските. Овие ситуации нема да бидат сериозни, но ќе бидат можност да научите како да се поддржувате подобро. Клучно е да се избегне премолчување на проблемите. Разговарете искрено, но со нежност. Во втората половина од месецот ќе почувствувате поголема блискост со партнерот. Можеби ќе добиете инспирација да создадете заеднички планови, како патување, проект или нешто што ќе ве зближи уште повеќе. Овој период е одличен за зајакнување на врската и за враќање на романтиката што може би била малку потисната. Ако сте слободни, февруари ќе биде месец на можности. Ќе почувствувате зголемена самодоверба и ќе бидете отворени за нови познанства. Вашата харизма ќе привлекува многу внимание, но ќе бидете најмногу заинтересирани за луѓе кои носат длабочина и искреност. Средината на месецот е одличен период за романтични средби, особено ако се препуштите на спонтаност. Можно е да запознаете личност која ќе ве поттикне да размислувате на поинаков начин за љубовта и блискоста. Но внимавајте, не брзајте. Истражувајте ги чувствата постепено, бидејќи тоа ќе ви помогне да изградите стабилен и исполнувачки однос. Исто така, во врска со пријателствата и семејството, во февруари ќе се соочите со неколку важни промени во односите со блиските луѓе. Некои пријателства може да бидат ставени на тест, особено ако чувствувате дека давате повеќе од што добивате. И ова е време да направите баланс. Не се плашете да поставите граници кога тоа е потребно. Од друга страна пак некои односи и пријателства ќе станат многу подлабоки и повредни. Ќе почувствувате дека некои луѓе навистина ве разбираат и ви стојат на располагање кога ви е потребно. Ова е одличен период за решавање на стари недоразбирања со семејството. Искрените разговори ќе внесат мир и разбирање,
дури и во најкомплексните ситуации. Совет во делот на љубовта и односите е да бидете автентични. Ослободете се од стравот да ја покажете вашата вистинска природа. Љубовта секогаш се гради на искреност. Поставете приоритети. Размислете што е најважно за вас во врските и фокусирате се на тие аспекти. И секако трпение. Односите, особено љубовните, бараат време и посветеност. Немојте да се обесхрабрувате ако нештата не се одвиваат совршено. Февруари ќе биде месец кога вагите ќе почувствуваат потреба да внесат повеќе структура и стабилност во својот професионален живот. Ќе бидете мотивирани да ги реорганизирате своите цели и да вложите труд во создавање на нови можности за успех. Вашата природна дипломатичност и способност за соработка ќе бидат клучни за постигнување на позитивни резултати. Во првата половина од месецот ќе забележите неколку предизвици. Можеби во комуникацијата со колеги или надредени. Можно е пак да наидете на ситуации каде што ќе биде потребно да се изборите за вашето мислење или да превземете иницијатива во проектите. Но не се плашите да бидете проактивни. Ова ќе заакне вашата позиција и ќе ви донесе почит од околината. Средината на месецот е идеална за нови почетоци и реализација на идеи кои долго време ви се на ум. Вашите креативни вештини ќе блеснат, па не се плашете да ги покажете своите таленти. Ќе добиете поддршка од луѓе кои веруваат во вашата визија. Но клучно е да останете фокусирани и да избегнувате расфрлување на енергијата. А кон крајот на месецот можно е да се отвори можност за нов проект или зголемена одговорност на работа. Ова може да ви изгледа предизвикувачки на почеток, но ако вложите труд, резултатите ќе бидат повеќе од задоволителни. Февруари ќе биде и релативно стабилен месец кога станува збор за вашите финансии, но секако ќе биде важно внимателно да управувате со вашите ресурси. Овој месец е добар за штедење и за долгорочно планирање, наместо за импулсивни трошења. Во првата половина на месецот може да се појави можност за дополнителни приходи или зголемување на заработката преку вашиот труд и упорност. Ако размислувате за инвестирање или започнување на нешто ново, подобро е да почекате до втората половина од месецот, кога условите ќе бидат појасни и поповолни. Избегнувајте овој период по земување на пари или преземање ризични финансиски чекори во првите недели. Ова е време да се фокусирате на стабилност и да направите стратегија за иднината. Совети за кариерата и финансиите е да бидете организирани. Поставете си јасни цели и распоредете ги вашите обврски за да избегнете стрес. Искористете ги вашите врски. Вашата природна способност за градење односи ќе ви помогне да добиете поддршка од важни личности во професионалниот круг. И размислувајте долгорочно. Наместо да се фокусирате на моментални резултати, планирате како да изградите финансиска стабилност и професионален раст. Февруари ќе биде месец во кој ќе почувствувате и потреба да го зајакнете и телото и умот, драги ваки. Додека секојдневните обврски ќе бараат многу енергија, важно е да најдете време и за себе и да се посветите на вашата целокупна благосостојба. Вашата енергија ќе биде променлива во текот на месецот, па ќе биде клучно да слушате што ви кажува вашето тело. Во првата половина од месецот е можно да се чувствувате малку заморени или да забележите дека ви недостигаат мотивација и издржливост. Ова може да биде знак дека треба да воведете повеќе баланс помеѓу работата и одморот. Секако обрнете внимание на исхраната. Избегнувајте тешка или преработена храна и вклучете повеќе свежи овошје и зеленчук. Зголеменото внесување на течности и редовни оброци ќе ви помогнат да ја одржувате и да ја одржите енергијата на оптимално ниво. Во втората половина од месецот ќе почувствувате подобрување во физичката состојба, особено ако се посветите на редовна физичка активност. Дури и кратки прошетки или лесни вежби ќе направат разлика. Менталната рамнотежа ќе биде исто толку важна колку и физичката. Овој месец може да донесе моменти на стрес, особено ако се чувствувате оптоварени со работа или лични обврски. Одвојте време за активности кои што ви носат радост и смиреност.
како читање, медитација, слушање музика. Вашата природна потреба за хармонија ќе ве поттикне да го исчистите просторот околу себе од се што ви создава напнатост. Редовното ослободување од негативните мисли и практикување благодарност ќе ви помогне да ја одржите менталната енергија стабилна. Балансирајте ги обврските, не претерувајте со работа. Научете да кажувате не на обврски кои што ви исцрпуваат. Секако легнувајте си на време и избегнувајте екран пред спиење за да го подобрите квалитетот на сонот. И секако ослободете се од токсичност. Без разлика дали се тоа токсична навика или околина, направете чекор кон промена која што ќе ви донесе мир. Инспиративна порака во делот на здравието е дека вашето здравје и благосостојба се вашиот најголем капитал. Одвојте време за себе си и не заборавајте дека грижата за телото и умот е најдоброто нешто што можете да го направите за долгорочен успех и среќа. Февруари исто ќе биде месец кога одредени денови ќе ви донесат посебна енергија и можности да го извлечете најдоброто од себе. Еве некои денови кои што може да бидат значени. 3 февруари, ден идеален за решавање на лични конфликти или за јакнување на односите со блиските. Вашите зборови ќе имаат посебна моќ да допрат до луѓето. 7 февруари, одличен ден за професионални успеси. Ке блеснете во тимска работа или ќе добиете признание за вашиот труд. 11 февруари, ден кога креативноста ќе биде на највисоко ниво. Искористете го овој момент за да реализирате идеја која долго време ја одложувате. 15 февруари, ќе почувствувате зголемена енергија и самодоверба. Ова е одлично време за лични иницијативи или нови почетоци. 19 февруари, ден кога ќе биде обележан со мир и хармонија. Посветете го на активности кои што ви носат внатрешен раст и баланс и радост. 23 февруари, можностите за напредок во кариерата ќе бидат нагласени. Размислете за важни деловни чекори или разговори. И 28 февруари, совршен ден за да ги завршите сите започнати обврски. Ке имате јасен ум и способност да организирате се на најдобар можен начин. Февруари ќе донесе неколку предизвици кои ќе бараат од вас да се фокусирате на тоа што е најважно за вашата стабилност и напредок. Не дозволувајте тие да ве поколебаат. Напротив, ќе бидат можност да ја покажете својата сила и мудрост. Во некои ситуации, можеби, ќе се соочите со недоразбирања. Особено во работните или личните односи. Но овој месец важно е да бидете внимателни со зборовите и да покажете трпеливост и разбраност. Внимавајте на начинот на кој ги изразувате своите мисли и емоции, бидејќи тоа може да биде клучот за решавање на конфликтите. И вашата желба за одобрување од другите може да ве направи ранливи на стрес и несигурност. Ке биде важно да поставите јасни граници, особено во односите со луѓе кои користат вашата љубезност. Февруари ќе бара од вас да постигнете совршен баланс помеѓу личниот живот и обврските. Може да се чувствувате како да сте оптоварени со многу задачи. Но сепак клучно ќе биде да поставите приоритети и да не дозволите да паднете во замката на преголема одговорност. Можеби ќе имате страф од непознатото или од нови иницијативи, но тоа не значи дека треба да се плашите од промени. Понекогаш најдобрите нешта се случуваат кога се ослободуваме од стари навики и отвараме нови патишта. И мотивацијска порака за вагите за месец февруари е дека твојот внатрешен мир и хармонија се твојата најголема сила. Дури и кога светот изгледа како да се менува, вие ваги имате способност да најдете баланс. Никогаш не се сомневајте во својата способност да се издигнете и да создадете живот полно со убавина и успех. Во секој предизвик, во секоја ситуација има можност за раст. Вклучете ја вашата енергија во создавање позитивни промени и не заборавајте да се грижите за себе.
Вашата сила лежи во способноста да останете верни на тоа што сте, без разлика на тешкотиите што се наоѓаат на патот. И не дозволувајте сомнежите да го засенат вашиот пат. Вие сте способни да постигнете се што ќе замислите. Прифатете ги предизвиците како можност за раст и верувајте во вашите способности. Драги ваги, ви посакувам прекрасен месец февруари и поздрав до наредно слушање.